што дојдовте. Сепак е сабота, благодарам што одвоивте дел од вашето драгоцено време, викенте. Јас навистина немам зборови со кои што можам да го изразам моето задоволство. Изминативе денови поминавме илјадници километри, поминавме многу градови, поминавме многу села, разговаравме со илјадници наши сограѓани, разговаравме за реалната ситуација во Македонија, не онаа блескаме на Заев, туку онаа вистинската, мачната, тешката, сета онаа безпарица, понижување, омаловажување, кое што денеска е секојдневие секаде во Македонија. Дали сте во Битола, дали сте во Струмица, Радовиш, дали сте во Кочани, дали сте во Ресен, дали сте во Крушево, потоа во Охрид, дали сте во Прилеп, Битола, Скопје, Куманово, секаде буквално истото го слушам, траурен амбиент, секаде ги слушам оние сведочења од нашите сограѓани кои што ми велат дека некој нивен близок ја напуштил Македонија, некој нивен сосед се одселил заедно со семејството, некој нивен внук, син, керка ја напуштиле Македонија. Тешко се живее затоа што цените одат нагоре, а платата останува иста, безпарица. Луѓето практично се чувствуваат безпомошни поради целиот овој примитивизам, сета она декаденција која што денеска политичарите им ја сервираат овие од врхушката, од власта. Тие кои што треба да бидат пример како треба еден политичар да се однесува, тие кои што треба да даваат насока, стратегија за развој на државата, ние денеска ги гледаме како единственото нешто што им преостанува е она мало сутра или па за тепсијата и баклавата. Тоа е политиката кради и бегај. Таа е политиката денеска која што ја води СДСМ и Зоран Заев. Примитивизам, арамилук, криминал, корупција, понижувања, омаловажувања, декаденција. За жал тоа е нашето секојдневие. Затоа тргнавме низ Македонија да разговараме со нашите сограѓани, бидејќи сакаме следната предизборна програма да ја пишуваат токму нашите сограѓани, токму вие да ја пишувате, а ние како политичари да бидеме слуги на народот и да му служиме на народот, да понудиме решение за овие реални проблеми кои што се наше тешко секојдневие. Јас сум потполно свесен дека ние не можеме се да решиме. Но тоа што не можеме да го решиме, ќе го признаеме и ќе кажеме ние ова не можеме да го решиме поради тие и тие причини. Или пак, можеби нешто ќе понудиме како решение за доцнето, нема да биде сега и веднаш, но ќе биде во втората, во третата година од нашиот мандат и тогаш тоа ќе биде дел од нашата програма. Но сакаме честито и честно да кажеме, ние нема да ветуваме се, но тоа што ќе го ветиме, тоа и треба да го испорачаме во нашиот 4-годишен мандат. Потполно сме свесни и за некои наши грешки од минатото. Потполно, апсолутно сме свесни и за некои работи кои што можеби да нашите сограѓани им причиниле некое зло, им нанеле некаква болка, им нанеле некаква штета. Подготвени сме да ја прифатиме и таа одговорност, подготвени сме да ги научиме грешките од минатото, да извлечеме поука од тие грешки, а потоа да понудиме соодветни решенија за тие грешки. Јас сум свесен дека апсолутно ние нема да можеме да ги убедиме нашите сограѓани секаде во Македонија 100%. Потполно сум свесен дека ќе има и такви кои што ќе се сомневаат во нашата понуда, ќе се сомневаат во тоа што го говориме. Затоа што многу пати досега гледале политичари кои што пред ни ветувале, се обврзувале, се колнеле, а потоа кога доаѓале до фотелја, до привилегии, заборавале на тие ветувања и на тие колнења. Потполно сум свесен дека недовербата е голема и огромна. Но истовремено сум свесен дека тие ќе ја препознаат честитоста, честноста и нашата вистинска намера во тоа во кое што ќе се обврзаме со нашата идна предизборна програма која што ќе биде дел од караванот за обнова на Македонија. Јас сум потполно свесен дека најголемиот дел од нив ќе го препознаат тоа и ќе дадат поддршката на следните предвремени парламентарни избори. Затоа што тоа што ќе го ветиме, тоа и ќе го испорачаме.
се секавам кога Зоран Заев, врхушката од СДСМ, за време на предвремените парламентарни избори во 2016 година, патуваа, шетаа низ нашата преубава татковина Македонија и ветуваа во Кочани, Кочанско, дека ќе ги зголемеле цените за оризовата арпа, за оризот, па велеа ќе имате за гарантиран откуп, ќе имате цени по 25-50 денари и за оризовата арпа и за оризот. Само вие гласајте за нас и сето тоа ќе биде веднаш решено, ич да не се секирате. Појдете денеска во Кочани и Кочанско, луѓето велат, јас немам намера, ниту пак сакам повеќе да ја работам нивата, бидејќи не се исплати ова денеска, кое што го плаќаат за нашиот труд, не стига ниту пак од први до први да их си ги прехраниме семејствата, а не па за нешто повеќе да вложиме во механизација или пак во семенски материјал и пестициди. Јас, ниту пак вие, со сила го теравте Зоран Заев да појде во Ресен и да им ветува на ресенчани сигурен откуп на ресенското јаболко, зголемени субвенции, а потоа, кога дојде до власт, гледаме како ресенчани ги фрлаа плодовите во реките, по нивите, ги сечеа дрвата кои што ги раѓаат тие јаболки. Никој не го тераше Зоран Заев, ниту пак во Тиквешијата да појде, нити пак во Кавадарци, во Неготино, да ветува дека ќе имало за гарантиран откуп за гројзето по повисоки цени, ќе имало субвенции, па дополнителни стимулации, а денеска заборава на тие ветувања и бега, па често пати кога ќе му го постава тоа прашање, вели, јас сум го кажал тоа? Не ти, некој друг холограм твој. Затоа што толку многу лажеше изминатиот период, дури не знае ни што излажа во изминативе 3 години, речи си од како е председател на владата на Македонија. Ние не го теравме Зоран Заев да ветува младинска гаранција, ниту пак ја теравме Шекеринска и Оливер Спасовски да ставаат газ маски, да велат гласајте за нас и веднаш доаѓа чистиот воздух, иш да не се грижите, алпски воздух веднаш почнува да дува. А денеска Скопје и Скопјани и секаде во Македонија смрт диша. Затоа што позагадена никогаш не била. А она катаклизмична ситуација во Охрид што денеска се случува, ги тера жителите на Киселавода народром да бегаат од домовите затоа што воздухот е неподнослив. Затоа што смрт вдишуваат нашите деца. Јас не го терав со сила Зоран Заев да се колне во жицата, па изгубен низ времето, да го бара семето, да се колне во најмилото и да лаже, а првото нешто што го направи кога народот за волја на вистината не му ја даде довербата, бидејќи изгуби на тие предвремени парламентарни избори во 2016-та, но поради целокупниот инженеринг кој што се случи, се најде таму каде што и денеска председател на владата подпишуваше и поплука на се што претходно се колнеше и велеше дека нема да го направи. Па се колнеше и во најмилото. Замислете денеска човекот кој што излажа безброј пати, човекот кој што на примитивен начин се обидуваше да се закани на политичките неистомисленици со она мало сутра, човекот кој што даваше безсмислени и примитивни компарации со тепсијата која што стоела и баклавата која што била изедена. Човекот кој што на секој можен начин ја понижи, ја омаловажи сопствената држава, ќе излезе овде пред Радовишани и секаде во Македонија и ќе бара повторно легитимитет за следен мандат. Ја користам оваа прилика само да ја покажам разликата помеѓу понудата што ќе биде на 12 април 2020-та, која што ќе биде пред секој граѓанин на нашата татковина, пред секој граѓанин во Македонија. Од една страна имате човек кој што досега безброј пати излажал, кој што се колнел во најмилото, ве гледал во очи и лажал. Човек кој што освен арамилукот, криминалот и корупцијата, ништо не може да му биде свето. И со ништо нема да бидат одбележени овие 3 години со ниту еден проект. И втората опција е обновата на Македонија. Честитост, честност, луѓе кои што гарантираат дека ќе бидат слуги на народот,
Луѓе кои што изнекоа поука од грешките во минатото затоа што имаат единствен мотив, а тоа е како да си ја обноват сопствената држава, како да ја обноват Македонија од ова пустелија која што ја направи Зоран Заев. Никој од вас, никој од нас со сила него тераше Зоран Заев, Радмила Шекеринска, Оливер Спасовски и останатите да ги редат оние чевли пред владата и да велат дека дајте го гласот за нас и ние ќе ви ги вратиме децата. Никој не го тераше оној градоначалник и поранешен председател на младината на СДСМ, Стефан Богоев, во собранието да покажува слики од негови иселени другарчини. Каде се тие деца? Дојде ли некој да си го облече паро чевли? Не само што не дојде. Туку денеска имаме неколкукратно повеќе такви чевли кои што останаа необуени, чевли кои што останаа фрлени и запоставени во Македонија и млади луѓе кои што денеска ги полнат рестораните и кафаните во Западна Европа. Луѓе кои што денеска ќе ги сретнете како талкаат низ улиците по Германија, Италија, Швајцарија, Белгија, Холандија, барајки подобар живот, затоа што животот кој што овие го ветуваа во Македонија пекол го направи. Тоа е она кое што ние мора да го промениме. Имаме план и знаеме како тоа да го промениме. Стојам овде пред вас во Радовиш и ги слушам сведоштвата на луѓето додека проаѓав тука низ пазарот. Велат децата да не ги вратите. Не можам да ветам дека ќе ги вратиме децата, но можам да ви ветам дека ќе работиме. Ќе работиме 24 часа, ќе има многу пот, крв и солзи додека тие деца од прв до поставе не успееме да ги вратиме назад. Го слушам вчера како вели дека постигнате историски договор помеѓу Министерството за образование и наука и Синдикатот за образование и наука. Истиот оној синдикат кој што побара со мене да се види да разговара, а потоа избега и не дојде на средба. Причината зашто не дојде, они треба да ја кажат. Еве, јас нема да навлегувам во деталите. Но сакам да го прокоментирам тоа. Велат, постигнале историски договор. Постигнале зголемување на платите на просветните работници од 10%. Ке ве подсетам. Синдикатот во образованието, науката и културата подпиша колективен договор со владата на Република Македонија. И тој колективен договор изминативе 3 години не се почитува. Ова зголемување од 10% е ништо во споредба со реалната состојба во која што денеска требаше да бидат примањата на вработените. Зошто? Затоа што постојат коефициенти. Тие коефициенти се однесуваат на минималната плата. И денеска наставниците во основното и средното образование, доколку Зоран Заев и оваа влада го почитуваа колективниот договор, требаше да бидат минимум 31.250 денари. А да не зборуваме денеска за овие понижувачки трошки од 10%. Владата на ВМРО-ДПМН веднаш по формирањето од мај месец ќе се врати кон колективниот договор и почитување на истиот договор и платите на вработените во образованието, науката и културата ќе бидат согласно колективниот договор и ќе бидат многу поголеми од овие 10% кои што денеска ги ветуваат. Го слушам оној поданик на Заев, министерот за внатрешни работи, како се обидува да се пере од политиките на Заев, па денеска ќе го слушнете на Канал 5 како ви вели дека чудно било однесувањето на специјалната јавна обвинителка во случаите кои што беа поврзани со корупцијски историски најголемиот криминал наречен рекет. Еве, ја користам оваа прилика овде во Радовиш да му порачам. Нека направи еден разговор со вашата радовишанка, која што беше дел од тоа специјално јавно обвинителство. Па таа ќе му каже како се менувале и како се договарале и обвиненијата и потенцијалните пресуди.
Tak je mu kaže, kako se menuvale odlukite od pritvor vo kućem pritvor za drugi interesi. Zato što nekoj drug po inakom sakal da vide. Tak je mu kaže, kakva poraka Katica Janeva vo grupata Viber, kada što se nojele site specijalni javni obvinitelji na 9. januari 2019. godina ispratila vednaš posle najgolemi odčin na predavstvo koji što ih se slučilo na našата država, a to bea ustavnite izmeni. Kako se ucenuva pratenic, kako luge se stava vo pritvor, a potom se trguvaše so pritisok i istite tije luge se osloboduva. Neka ja praša vašata sograđanka koja što veće delo to specijalno javno obviniteljstvo, pa tak mu odgovori za koalicijata pomeđu specijalno to javno obviniteljstvo, organite na program koji što to ih vodi sudstvo to i vladat. A potom kad si odgovori sami od sebe kakva to koalicija prekjutna napravi Zoran Zaev za da može da go napravi to što go napravi na makedonski narod, na građanite na Makedonija i na Makedonija. So koji to so partijci Zoran Zaev se dogovaraše za da se sluči to što se slučuvaše. Dok u toj to ne go otkrije i dok u toj to ne go soopšti na makedonska tajavnost. Ja zvi vetuvam, deka vednaš posle formiranja to na novata vlada predvodena od VMRO-DPMNE, javnost take doznaje ko je vršio pritisoci, kako se vršeni tije pritisoci, zašto luge se zatvara i se pritvara, kako se trguvaše za glasovi vo sobranijeto, no togaš nekoj ke se sramuva i ke moli za milost. Zato ne treba da se perat od politikite na Zaev ovije njegovi surabotnici. Ne treba da se perat zato što i vazri se prljavi racete. Zato što i vije posle 12. april 2020. leto gospodovo, ke šetate niz ulica su navednati glavi i ke se sramite, vašite su građani v oči da ih poglednete poradi toga što ih napravite na Makedonija i na makedonski narod. A ja zvija vetuvam vistinata dok u vije nemate hrabrost i doblest istata da je kažete na Makedonija. Počituvani radovišani, brake i sestre, ne čeka period koga je potrebno posekoja ulica, posekoja malo, dosekoja kuća da stigne glasot na pobednička Makedonija. Glasot deka na 12. april 2020. dođa pobeduva obnovata na Makedonija. I pokraj site reketirani pari koji što сега ги brojat i prebrojovat i ги disperzirat na sekade vo Makedonija. Sakat da trguvat i da podkupuvat za vremena predvremenite parlamentarni izbori. I pokraj site onije kvinstinzi i slugi koji što krstarat niz medijumite vo Makedonija. Nema da vi pomogne ništa. Gotovo je, završeno je. Doja obnovata na Makedonija, a potom odgovornost od prvog do posle njažljivo vetuvam to. Kradat i pljačkat od sopstveni od narod napravija budžet od 4 milijardi evra. Čovek koji što veruva vo sopstvenata politika, čovek koji što znaje deka rabota čestno, čovjek koji što znaje deka rabota čestito, nema zašto da se zanimava s ovakvi raboti kako što to gi pravi Zoran Zaev. Ke gi zagubi izborite, a potom ke mu podane raka na podobriot, ke mu podane raka na makedonski narod i na koalicijata predvodena od VMRO-DPMNE koja što ke bide pobednička na toj 12. april. No nije Deljeska, gleda me uplašen čovek obljan vo strah, nesigurnost, so haotičen pogled, so primitivizmi vo njegovi odgovor, koji što nema da bira sredstva
za da ja proloži sobstvenata politička karijera. Ke igra all in, ne samo so nacionalните interesi, ki igra all in so site vas, ki igra all in so vašite pari, so vašето dostoinstvo, ki igra all in samo za da opstane zato što ovoj isplašen čovjek znaje deka posle 12. april doanja odgovornosta, a odgovornosta je kaznata na narodot koji što ke mu isporača istorijski najgolem poraz na predvremenite parlamentarni izbori na 12. april. Poslednji od stol za koje što deneska sakam da zboruvam, a ke vide del od našata predizborna programa i koji što ke vide del od sledната doktrina na ВМРО ДПМН е македонизмот. Доста беше лутање и талкање од крајности во крајности. Доста ни беа моменти на антиквизација или моменти на севернизација. Ние сме горди македонци што говорат македонски јазик и родени во Македонија. И тоа нема бегање и за тоа треба да се бориме од прв до последен. Да се вратиме на тоа што сме, тоа што биле нашите родители, тоа што биле нашите дедовци и баби, тоа што биле нашите предци. Горди македонци од Македонија. Назад на македонизмот во Македонија. И тоа не ексклузивно право само на македонскиот народ, туку и на сите останати кои што се родени во Македонија. Без разлика дали се албанци, турци, власи, срби, бошњаци, роми или било кој друг. Сите тие се родиле, живеат, благодарение на оваа Македонија се образувале, создале семејства. Тука тагувале заедно со нас, тука се радувале и најверојатно животот ќе го завршат тука нова почва во Македонија. Сите тие имаат право на македонизмот. Сите тие треба да си го постават прашањето не што може Македонија да направи за нив, туку што можат тие да направат за Македонија. Првиот чекор е 12. април 2020-та, да ги поразиме овие арами и предавници, а потоа да ги засукаме ракавите и работа и само работа да си обновиме државата, да ни е жива и здрава Македонија, да ни е вечер Радовиш и Радовишани. Се гледаме во победнички Радовиш на 12. април 2020-та. И благодарам.